Граѓаните во банките чуваат 7,2 милиарди евра, покажуваат последните податоци од Народната банка. Тој износ е за 2,5 пати поголем од корпоративниот сектор, чии депозити изнесуваат околу 3 милиарди евра. Од Народната банка велат дека не само во Македонија, туку секаде во светот првиот избор за штедење на граѓаните се банките поради сигурноста што ја нудат, независно од висината на приносот. Централната банка објави дека просечната каматна стапка на вкупните депозити во декември изнесувала 2,36%. Депозитите на граѓаните покажуваат релативно стабилна база. И во целиот изменет период во услови на бројни неизвестности, шокови од различна природа, слободно може да заклучиме и да видиме низ бројки секако дека депозитите на граѓаните речиси континуирано растат. Само за споредба, во периодот од пандемијата до последни податоци, да речам крајот на 2025 година, депозитите на граѓаните се зголемиле за повеќе од 50%. Само минатата година растот на депозитите на граѓаните е некаде околу 12%. Но од друга страна расте и кредитирањето. За една година задолжувањето на граѓаните и компаниите во банките се зголемило за дури 13%, при што во апсолутен износ нивниот вкупен долг изнесува над 9 милиарди евра. Дури 90% од кредитите на граѓаните се потрошувачки и станбени. Вкупниот долг на населението за потрошувачки кредити изнесува 2,3 милиарди евра, додека за станбените 1 милиарда и 780 милиони евра. Најниска задолженост има за купување автомобили, помалку од 7 милиони евра.